Со предложениот ребаланс на буџетот, владата на СДСМ уште еднаш покажа дека нема визија и дека е антиреформска, обвини денеска ВМРО-ДПМН. Анета Димовска од ВМРО-ДПМН на пресконференција кажа дека Зоран Заев вчера со предложениот ребаланс го намали, наместо да го зголеми проектираниот раст на економијата на ниво на она што беше ветување. Наместо раст од 5 до 7% како што ветува во предизборието, во ребалансот е проектиран раст на економијата од само 2,2%. Таа обвини дека иако се најавуваше зголемување на капиталните инвестиции, сега со предложениот ребаланс новата влада ги скрати за 3 милиарди денари, што се цели 50 милиони евра помалку од проекциите кои ги имаше владата на ВМРО-ДПМН. Како СДС со недоволни 2 милиони евра реалоцирани во ребалансот за поддршка за домашните мали и средни предпријатија, ќе го изедначи нивниот статус со странските инвеститори. Нели тоа им беше едно од предизборните ветувања. Незадоволството од земјоделците пред кулминација, а од купните цени СДС ќе ги решавал со реалоцирање на 1,3 милиони евра. Трагично изгледаат проекциите за реалоцирање на 500.000 евра за локални и селски патишта, кои во предизборието Заев ги критикуваше ваквата и оваа политика, ветувајќи изградба на нови 500 километри автопат. Нема никакво оправдување за СДС во обидот да ги намалат проекциите на очекуваните приходи во буџетот, да не беше кризата која што свесно ја креира, и да имаа поспособен и попрофесионален кадар и да немаа намера за катастрофално покачување на даноците, до ваква ситуација немаше да дојде. Со ребалансот на буџетот кој што вчера го представи премиерот Зоран Заев, се крати од сите непродуктивни трошоци. Од предвидените пари за репрезентација, економски промоции, службени патувања и реклами се кратат вкупно 10%. Најмногу според Заев се скратило од буџетот на премиерот, кој сега ќе биде помал за 7 милиони евра. Вкупно и расходната и приходната страна на буџетот се кратат за по 3 милиарди денари или околу 50 милиони евра, а за 3 милиарди денари се крати од капиталните инвестиции. Ребалансот предвидува пари за субвенционирање на фирмите, за зголемување на минималната плата, пари за надомест на стечајците, пари за годишен одмор на најсиромашните работници во некои од домашните туристички центри. Ребалансот предвидува 9 милиони евра повеќе за активни мерки за вработување на млади, за субвенции на земјоделците, потоа за малите и средни предпријатија, како и поддршка на домашните компании за да бидат еднакви со странските. Со ребалансот дефицитот во буџетот останува ист, 2,9%. Евроврзница не е планирана. Растот на економијата се намалува од претходната проекција на 3% на 2,2%. Очекувањата на владата се дека до Илинден овој ребаланс ќе биде усвоен во собранието.